Голем камбек на САД на Западен Балкан, вака поранешниот македонски амбасадор во НАТО Нано Ружин ја оценува последната извршна одлука на американскиот председател Џо Бајден со која се предвидува замрзнување на имотот и забрана за влез во САД на лица кои работат против договорот од Преспа и Охридскиот рамковен договор. Американците се враќаат на Балканот и продолжуваат со политиката која што има своји корени во однос на таквиот вид на би рекол санкции уште од времето на Милошевиќ. Ружин додава дека во иднина може да се однесува и на некои други договори, на пример билатералниот со Бугарија. Смета дека администрацијата на Бајден, во која има луѓе кои се добри познавачи на регионалните случувања, направила одлична анализа. Ги истакнала слабите точки и настојува преку една политика, би рекол на повеќе на, не би сакал да употребам тежок збор, дисциплинирање, меѓутоа еден вид обид за да влијае врз политичките елити на Западен Балкан, вклучувајќи и Република Северна Македонија, во нивно покоректно однесување. А поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов смета дека ова ќе влијае позитивно не само на Северна Македонија, туку и на незиното опкружување. Сметам дека ова одредба поттикна многу да се многумина да се замислат на тоа како ќе работат понатаму и дека во суштина ќе влијае позитивно на целиот развој, не само за надворешната политика на нашата земја, ами и за надворешните политики на соседните земји. Филипов смета дека извршната наредба на Бајден представува одговори на сите информации изминатиот период за можна промена на границите во регионот. Ова е јасен одговор на сите тие манипулации, предигри, разни блефирања, можни сценарија, испитувања и така натаму без да се прашаат сили кои што на крајот одлучуваат дали некои промени ќе бидат озаконети и признаени во Обединетите нации. И двајцата не ја исклучуваат можноста. Наскоро Бајден да објави конкретни имиња на кои ќе им биде забранет влез во САД. Сметам дека ќе има и една друга листа која што ќе се активира во моментот кога некој од овие луѓе ќе побара да замине во САД, тогаш може од амбасадата на САД во Скопје да му се каже дека тој нема простор за патување во САД заради таа листа. Тоа јас засега тоа го гледам како едно предупредување, веројатно се забележани такви појави, па затоа е направено ова проширување и верувам дека во блиска иднина можеби ќе се појават и такви имиња. Од Охрид за Гласот на Америка Мики Трајковски.